Председателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски, откри дека Евана Хом, како универзален снабдувач со електрична енергија за домаќинствата и потрошувачите, бара повисока цена за 10% од 1 јануари. Председателот Бислимовски денес на пресконференцијата рече дека почнуваат анализите за цената на струјата и дека до крајот на следната недела се очекува да се донесат цените за МЕПСО, МЕМО и електродистрибуција. Тој исто така додаде дека ќе бидат максимално транспарентни и нема да дозволат граѓаните да почувствуваат ценовен шок. Значи, до Регулаторната комисија за енергетика, барање за цена поднесува МЕПСО за дејноста пренос на електрична енергија, МЕМО за организирање и управување на пазарот на електрична енергија и електродистрибуција за дејноста дистрибуција на електрична енергија. Дел барањата не се целосни, поради тоа што тендерот за набавка на електрична енергија за покривање на загубите кај МЕПСО се уште не е реализиран, ќе се реализира до крајот на оваа недела. Исто така и електродистрибуција, барањето ни го достави пред да се реализира нивниот тендер и поради тоа во нивните барања ги немаат доставено податоците кои што се однесуваат на трошокот за набавка на електрична енергија за покривање на загубите и од тие причини не можеме да кажеме МЕПСО колку точно побарал, електродистрибуција колку точно побарала и уште една работа ја имаме како информација дека кај тендерот за универзалниот снабдувач ЕСМ понудил и веќе цена која што ќе се реализира од 57 евра за мегават час, наместо предходните 53 евра за мегават час и наместо обезбедување на вкупните потреби од 100% за домаќинствата и малите потрошувачи, ќе се обезбедат 95%. Врз основа на некои наши предпоставени цени во делот која како што ќе биде набавката на загубите во МЕПСО, имајќи ги во предвид нивните податоци за оперативните трошоци, и останатите трошоци, исто така и веќе завршениот тендер за загуби кај електродистрибуција, каде што цената е 105 евра за мегават час, до сега беше 100 евра за мегават час, како и оноа што беше кај Евана Хоум, доколку сето тоа се прифати и се стави во пресметките во нашиот систем, зголемувањето на цената на електричната енергија би изнесувало 27%. Бислимовски очекува новиот повик за универзален снабдувач од следната година да донесе помала профитна маржа, а со тоа и можност за поевтинување на струјата на регулаторниот пазар, во однос на воведувањето на пристап до мрежа. Председателот потенцираше дека тоа нема да биде нов трошок за потрошувачите и дека се ќе биде во рамките на одобрениот приход на компаниите.